Бојана, ти благодарам што денес си мој соговорник во емисијата Кафе Муабет за Гламур магазин и се надевам дека ќе си имаме убав кафе Муабет. Забележувајќи ја нашата енергија само што дојдов, така мислам дека ќе направиме еден убав муабет и интересен за гледачите. Ајде да те навратам во детството. Каде го помина Бојана детството и какво детство имаше? Што ти останува во сеќавање од детството? Имав навистина право детство, во вистинска смисла на зборот, она што на денешните деца им не достига. Имавме малски живот, имав другарки со кои што ги поминував целите денови од мојот распуст, па и саботите и неделите додека бевме во училиште. Првата работа што ми текнува на моето детство е играњето во нашиот двор, билам кај баба ми, зашто нели имавме баби сите во својата куќа, нели, живеевме во заедници. И ги паметам цвекињата на баба ми, тоа беше се така некако неправилна форма, различни сакси, еден цвет го паметам, камен цвет се викаше, и ние со другарките постојано игравме тука околу низините цвекиња, ластик, имавме на интересна игра, се викаше документи, а тоа документи значеше ги зијаме старите сметки од дома за вода, за струја и изигруваме шалтер работнички. Тоа го паметам и паметам дека баба ми често пати ни даваше од низините стари пењоари, стари марами да играме дами, господи. Веројатно такви некои сме правеле споредби со нашите мајки. И ги облекував штиклите на мајка ми, обавезно знаев каде стојат под креветот, 10 броја поголеми, ама тоа ми беше едва чекав да отиде на работа за да јас почнам да тарашкам по незините работи. Со милина се сеќавам на моето детство и драго ми е што имав детство исполнето со дружење. Во кој дел од Скопје? Тоа е на Водно. Тогаш Водно ја немаше оваа градежна експанзија која што за жал му се случува. Ние имавме улици каде што поминуваше кола на половина час, игравме народна на тие улици, возевме безгрижно точаци и беше една мирна населба со кукички. Значи сега е се по згради и така носталгично се сеќавам на изгледот на моето мало. Потоа нели следува школството, основно училиште, средно. Дали уште од тие школски денови покажуваше афинитети за пење, за водителство, бидејќи нели двете професии ги имаш работено? Од најмали нозе, навистина од најмали нозе посакував да бидам пред камера. Во мојот живот ја имав и таа веројатно среќна околност да мојата тетка, сестра на мајка ми, работеше во телевизија. Прво во МТВ, па потоа во А1, и таа некако ме поддржа во тие првите мои чекори пред камерите. Одев со нејзе на снимања, до тогаш снимањата траеат многу долго, или се будевме во 4 наутро за да нели едно студио, па тоа нели се менува само сценографии, зборувам за А1 телевизија. И така некако тогаш ми влезе чивијата да бидам пред камера. Инаку за пење од најмала возраст бев во Златно Славејче, во хорчето. Сакав да бидам во центарот на вниманието на домашните веселби, ама требаше да помине долг период за да стапнам на вистинската сцена, нели, на 18 години официјално, нели, да влезам во македонската музичка естрада. На почетокот не бев сигурна дека тоа ќе биде моја професија, можеби се уште си замислував разноразни, можеби, не знам, идеи, ама потојно навистина посакував јавниот свет, телевизијата, естрадата да биде моја професија. Секако добро се, како да кажам, добро пливаш и во едното, значи и во ова што е нели естрадата како нели пејачка, а исто така и во водителството одлично се снаоѓаш, нели ја водеше долго време емисијата Улица Македонија, каде што на вистина и имаш и говор и начин на однесување и нешто што на вистина треба да го поседува секој што се занимава со една таква професија, водителство, нели, особено на телевизија. Бојана, кажи ми како дојде до моментот да се направи првата песна, дали се сеќаваш? Како дојде да излезе на виделина? Да, јас мојата музичка кариера ја започнав на моја огромна среќа и задоволство во една голема аудиција
М2 Потрага под звезди во 2002 година. Дали тоа беше заедно кога и Елена Ристевска беше? Така е, Елена Ристевска беше победник. Тоа е таа генерација на Пилева, Сања Левкова, Туна. Сите ние сме од таа Адриан генерација. Гаджа, мисля, че Не, Адриан Гаджа не беше во М2? Не беше во М2. Имавше 10 финалисти бевме. И тоа беше прва таква огромна аудиција, прекрасно организирана во Македонија, дури пред да се појави нели македонскиот идол и ред други балкански аудиции. Значи Македонија имала првата таква голема аудиција за таленти и беше Дарко Димитров и Иво Јанковски, професионалци во својата работа и навистина имав среќа што налетав на тој период да можам да излезам од таква една огромна аудиција. И тука веројатно се случи тој, да речам, раскрсница, кога си на раскрсница па бираш кој пат да го фатиш. Тоа беше мојата прва снимена песна во животот. Прво влегување во аудио студио кај Дарко Димитров и од тука почна се. После тој настан, после таа голема аудиција и финалната вечер, почна соработката со Григор Копров и се случи победата на Макфест 2003 година и веројатно тука беше мојата животна одлука дека музиката и пењето ќе бидат моја животна професија, иако веќе бев запишана на економскиот факултет кој што го завршив, но никогаш не го практикував во живот. Добро, нели мора човек да има некоја професија, меѓутоа друго е што му се афинитетите и што срцето некако го влече да работи, зашто секогаш велат ако го работиш она кое што го сакаш, можеби најдобро ќе пливаш во тоа. Не треба ништо на сила да се работи. Така а особено оваа професија, нели, во естрадата и пењето, навистина треба да го работиш со љубов за да можеш да истраеш. Долго време, не е лесно. Не е лесна оваа професија, значи како и секоја професија си има своји добри и лоши страни. Како и во секоја професија треба да вложувате многу. Ништо не успева можеби од прва. Како и во секоја професија имате падови и успони, но само треба да се биде упорен и да се верува во себе. Многу пати пробувале да ме поколебаат, нели, можеби моите блиски, најдобронамерно во мојата околина, дека можеби не треба толку да се вложувам, дека Македонија можеби не дозволува, односно условите во Македонија не се наклонети за оваа професија, нели, музика и слично. Но јас бев упорна во тоа што го сакам. Многу пати и јас можеби сум имала дилеми и ми било тешко, не ми било едноставно, затоа што во меѓувреме нели треба и да заработувате, треба да живеете, треба да создавате за живот. Не е се само детски сон, ама пак ако сакате, ако навистина го сакате тоа што го работите, ќе најдете начин да биде тоа ваш живот и животна определба. Да, оваа професија носи можеби и јавен притисок и можеби поради тоа ја прави малку потешка, затоа што тука треба и психички да бидете спремни дека не секој пат ќе слушате аплаузи, не секој пат ќе бидете пофалени и тоа е нормално. Нормално е да не му се допаѓате на секого, нормално е да постојат луѓе кои поради разноразни своји лични причини ќе ве навредат, ќе пробаат да ве омаловажат, ќе пробаат да ве негираат, но најважно е верувањето и целта кон која што одите. Дали сега од оваа дистанца, кога ќе се вратиш наназад, нешто би променила некоја одлука или, например, можеби некоја песна што ти ја понудиле, па не си ја прифатила, па сега се каеш, можеби си требала да ја прифатиш. Нешто од оваа дистанца што би сменила, што би направила поинаку? Можеби би била малку похрабра. Јас кога почнував да пеам на 18 години, се уште можеби не бев сосема созреана личност, нели? И често пати си дозволував себе си да имам влијание од надвор кои што се од не знам какви побуди лични, нели? Па да ме дестимулираат, малку да ме паднат, да почнам да се сомневам во себе, да размислувам. И
би била малку похрабра и можеби и дрска, да ти кажам право, кон сега веќе со 42 ги ценам луѓето, ги проценувам со какви поводи зборуваат и која е идејата, ама тогаш бев млада и наивна и можеби некогаш па се откажував од некои мои идеи за песни, идеи за настапи, затоа што некој ќе ми кажеше, абе не знам, тоа нема да помине или тоа не бе, тоа Бог да чува. И би била малце похрабра, можеби и подрска за песни кои што ми се порудили, а не сум ги спеала, немам таква искрено. До сега се што ми се допаднало сум испеала, можеби од оваа дистанца можеби не би испеала баш се, ама тогаш така сум размислувала и можеби не би дозволувала толку некои продуценти и композитори да ми влијаат во мојот вкус и начин на пеење. Да, многу често бев несигурна на почетокот на мојата кариера во можеби како тоа треба интерпретацијски да звучи, па слушав. И сега кога ги преслушувам тие песни од тоа време, велам, да, ова можеше поинаку да звучи и требаше така да го испеам. Сакав да те прашам околу твоите родители. Добро. Значи, како ви израснаа, како ве воспитуваа со твојата сестра, имаш прекрасна сестра, една преубава дама. Благодарам. Ивана. Ивана, не ми текнуваше Крстена на е името. по моја желба. Да, толку сте слични, а толку различни. Многу сме слични Што и значи различни. твојата сестра за тебе? Се, буквално, кога ќе подразмислам во мојот живот, сите крупни одлуки кои што сум ги донела, круцијални во мојот живот, сум ги донела со нејзина подкрепа. Тоа не значи дека таа одлучувала за мене, но нејзиното мислење ми било многу важно и сум се чувствувала посигурна кога ќе го слушнаме нејзиното мислење. Јас бев воспитана дека мојата сестра треба да ја чувам, дека треба да се грижам за неа. Од најмали нозе мајка ми кога ќе не пушташе надвор велеше: сестра ти за рака и до тебе, сестра ти за рака и до тебе. Ние бевме воспитувани дека треба да се грижиме една за друга, да се сакаме, да си делиме. Татко ми најмногу се лутеше ако се скаравме за гардероба и ако не делевме нешто меѓу себе. Тогаш беше така баш ригорозен. И до ден денес таа сплотеност така ни се вроди. Можеби не се гледаме секој ден, но за се што правиме, се прашуваме една со друга и таа ги знае сите мои работи во животот, што можеби никогаш на никого не би ги кажала, освен на неа. Така, навистина една преубава девојка. На црвенокоса, се уште е црвенокоса? Да, се уште е. Таа е многу поразлична од мене, никогаш не сакаше јавност, никогаш не сакаше сакаше прашам, публика. Не. Затоа реков толку слични, а толку различни, пошто Не сакаше внимание, таа секогаш сакаше да прави нешто друго, ама секогаш ме бодреше дека треба да бидам силна, храбра и да само напред. Сега ќе ти поставам едно прашање, не знам дали ќе сакаш да одговориш, ако сакаш одговори, ако не, тогаш не мораш, нели? Добро? Имаше еден брак пред овој, нели, во кој што си сега многу среќна и имаш многу убаво гнездо, секој што го потенцираш дека навистина убаво функционирате заедно со твоите две дечиња. Што се случи со првиот брак? Имаше многу напади од негова страна кога, нели, се прекина бракот. Па на таа тема нема да зборувам затоа што сметам дека едноставно некој не заслужува внимание, а и тоа е нешто што е многу далеку од мојата моментална животна приказна и јас сум човек кој што кога ги затвара книгите, ги затвара за секогаш. Веројатно тоа е мој начин на ослободување простор за идна среќа. Јас никогаш не гледам назад, ниту пак размислувам кој, зошто и како направил некои постапки. Тоа се лични одлуки. Јас можам да одговарам за своите одлуки во животот и сум човек кој што кога завршува со било каква релација, професионална, приватна, никогаш повеќе не филозофира и ниту пак ја анализира. Пред да донесам многу одлуки во животот, на професионален и на приватен план, јас претходно ги зреам тие одлуки, ги размислувам, ги толкувам и од кога ќе ги донесам, веќе назад не гледам. Сега, како што кажав, си среќна. Така е. Се сеќаваш ли како се запознавте со Васко? Па тоа е многу една интересна приказна, поради тоа што можеби е судбинска, поради фактот што ние бевме тогаш сосема две различни личности со две различни средини,
на функционирање, два различни света, тотално неспојиви во тој еден даден момент, но имавме еден заеднички пријател, кој што по некој сплет на околности ме однесе кај него на работа. Значи, тој работеше сосема друга професија, што нема врска со мојата, ама во тој даден момент требаше да дојдам таму за да нешто се земе, и тука се запознавме. И така некако почна прво срамежливо, нели, нашето дружење, не бевме ништо специјално емотивно влезени, туку бевме пријатели, друштво исто и полека движевме, веројатно се запознававме, зрели двајцата веќе животно, дека искусни што треба да изгледа, како треба да изгледа една заедница. И така некако не беше тоа инстант. Така, значи нашата врска не почна инстант и бурно. Почнуваше полека. А кажи ми, со што те освои Васко? Кои карактерни особини кај него ти се допаѓаат? Јас кога се запознав со него веќе имав 30 години, 29 и веќе бев млада жена, зрела, која што точно знаеше што сака и како би сакала како го замислува заедничкиот живот со некого. И веројатно во него ги открив тие особини кои што ми беа потребни кај мојот партнер. А тоа е стабилност, созреаност, љубов, се разбира, и трпение. Јас сум човек кој што е не еуфоричен, ама сум многу темпераментна. Јас сум уметник и во уметноста, нели, многу работи се малку поразлични. И сум човек кој што сака брзо да се случуваат нештата, сака сега се одма. Типична водолија? Да, типична водолија со подзнак крак, чудо. Со подзнак кракче? Да, чудо. А тоа е сосема опозит од мене и веројатно тука мојата енергија која што знаеше да оди многу високо нагоре, ја смируваше и ја смирува се уште ден денес. И тоа ми требаше за да бидам исполнета, среќна и мирна, хармонично. Кој е рецептот за еден брак е така убаво да трае, да сте, како да кажам, да има разбирање, да има поддршка? Дали е тоа клучното да еден брак трае, да си има разбирање, да си има почит, да си има поддршка од партнерите, нели да не си љубоморат меѓу себе, бидејќи денеска навистина такво време? Да, многу е важно прво да се познавате со партнерот и да имате меѓусебна доверба. Значи, без доверба не се гради ниту една релација во животот, особено не брачната релација. И, веројатно, да сте свесни и зрели дека брачната заедница е нешто што треба да се гради. Значи, тука никој не може да владее со никого. Вие заедно градите. Значи, заедно вложувате еден во друг. Секој треба да има свој простор, секој треба да го разбира другиот, затоа што не може се одеднаш двајцата, туку треба да има простор некогаш за едниот, а простор за другиот. Јас не велам дека ние сме совршени, се разбира, совршени не постојат, но некои работи ги правиме заеднички. Заеднички разбираме дека и што му треба на едниот па на другиот меѓусебно, и тоа е многу важно во бракот. Затоа што љубомората е најголемиот убиец на бракот. Пред да влезете во некаква брачна заедница, треба добро да размислите за професијата на вашиот партнер, затоа што е тотално себично и нефер од кога ќе влезете да негодувате. Или да сакате да го менувате партнерот кој што веќе сте го запознале како таков. Така да, нема некоја формула, довербата и разбирањето е основата. Си мајка на две прекрасни дечиња, така Искра и Ѓорги. Така е. Значи, наистина се пресладки и двете дечиња. Кажи ми колку тие ја променија Бојана пред да стане мајка? Многу. И што промени Бојана кај себе од кога стана мајка? Сосема нова димензија открив од себе си, оној момент кога ја земав Искра во рацете, тој е првиот момент кога станав мајка. Во тој даден момент сваќате дека сте и најхрабрата жена на светот и најслабата жена на светот, затоа што таа најголема слабост ја држите во раце. Знаете каде може најмногу да ве боли, но знаете дека светот ќе го превртите
затоа 3,9 килограми детенце кое што го држите во раце. Јас бев човек кој што претходно живееше, нели, уметнички живот, имав слобода на творење, слобода бескрајна за себе. Кога станувате мајка, го немате тоа, затоа што природно ви доаѓа да е приоритетот некој друг. Од кога станав мајка, често пати си се анализирам себе си дека многу повеќе почнав и да се грижам за оваа земја овде, затоа што моите деца тука треба да останат. Многу повеќе почнав да се секирам каква ќе биде иднината, што таа ќе донесе за моите деца. Дали можам да им направам посигурна иднина, дали треба да учествувам во создавањето на таа општествена посигурна иднина. Така да многу прашања кои што претходно не ги имам во мојата глава, ги имам од кога имам деца. И наискрено тоа е најубавата работа што ми се случила во животот. Затоа што веројатно немаше ни да зрачам како што зрачам ако ги немав моите деца. Така, децата навистина веќе те, како да кажам, природно те прават поинаква личност со самото доаѓање. Не сте ни свесни дека го имате тоа во себе. Кажи ми, имаат некои афинитети кон пење или нешто од она што мама, тато поседува? Па Искра веќе посетува Нижо музичко училиште, државното Нижо музичко училиште. Таа е талентирана. Талентирана е генерално за уметност, сака и да црта, сака да прави скулптури, сака и да пее и да свири. Ѓорги се уште е релативно мал, има 7 години, иако јас мислам дека тој е уште поголем талент, кој што ќе чекам да посака. Јас сум од оние типови на родители од овој јавен живот кој што не сака по секоја цена децата да ги форсира. Мислам дека немам право сега да им наложувам дека треба да го прават нештото. Можеби на 18 нема да сакаат да го прават, или на 15, затоа тоа е некое форсирање дека мора по секоја цена сега да пеат на фестивалчиња или да бидат во некаква, не знам каква приказна. Не. Така, до сега не посакале и не форсирам, но ќе им помогнам доколку посакаат. Така е. Имаш нешто, како да кажам, нешто многу во тебе патриотско. Од кого го наследи тоа, бидејќи еве со сето она што го правеше со проектот Македонија во срцата носиме, го покажа тоа и секогаш нели го, како да кажам, го ја пееше онаа песна која што е навистина како еден белек заветна од нашиот покоен Пепи Бактировски, кој што навистина остави безброј песни кои што се пеат и ден денес. Од каде патриотизмот кај тебе и како дојде до идеја да го создадеш проектот Македонија во срцата носиме? Јас сум воспитувана во таков дух. Во мојата фамилија постојано од моите баба и дедо, па татко ми, мајка ми и другите баба и дедо, бев воспитувана дека Македонија е она што го имаме. Македонија е таму каде што сакаме да останеме. Мојата мајка цел живот имаше уплав да не си замине некој надвор од Македонија. Дедо ми на времето имал, неговата цела фамилија беше во Америка, само тој остана во Македонија. Баба ми велеше дека Македонија ја сака најмногу на светот и расте во тој дух. Расте во дух дека ние сме тука, дека ние треба да се бориме за земјата, дека треба да ја сакаме, дека не треба да дозволуваме да не поклопуваат од надвор, дека треба да го сакаме тоа што е наше, дека имаме многу убави наши работи. И така, цел живот растев со тие муабети дома на маса за време на прославите, за време на фамилиарните ручеци, па го паметаме осамостојувањето на Македонија, татко ми колку ревносно се караше со сите тие кои што не беа, кои што уште патеа по некое минато време. И ти напоменав и претходно од како станав мајка, уште повеќе ми се зголеми тоа чувство и сметав дека во тие критични моменти пред некои 4-5 години, не дека денес уште не се критични, ние се уште сме во негирачка фаза од страна на некои наши соседи, сметав дека единственото оружје кое што јас го имам за подигнување на свест или пак за задоволување на таа една жет на македонскиот народ
да се чувствува горд е преку песната. Значи, јас сум уметник и јас можам само на таков начин тоа да го правам. И на една таков настан, каде што беше собрано многу народ, политички беше настанот, протест, така случајно дојдов да пеам, бев поканета, многу беше, како за саат време дојди. Ја пеев заветна со една снимка од некоја емисија, беше, мислам, каде што веќе имав изведено. Дали тоа беше протестот пред влада? Да, за францускиот предлог, против францускиот предлог. И тука имаше, не знам, 20-30 илјади народ. Да, и беше таква една емотивна. Тогаш свати дека треба на народ да му се даде такво едно. Значи, луѓето плачаа во публика, и мене нивната енергија ме понесе и од тогаш стана се вирално. Во однос, значи, им ја дадовме таа песна во оној момент кога само ја вративме, Пепи им ја даде многу години наназад. Исто во такви клучни моменти кога Македонија се самостојуваше и некако како history repeat, нели? Се повторува историјата. Се повтори, да. И од тој момент сватив дека во оваа ситуација на народот му е потребно не да се теши, ама да се храни со своите песни. Не залудно имаме толку многу родолюбни песни. Затоа што овој народ низ вековите пател, низ вековите се борел да не биде згазен, да не биде така, со макина вистина. Да, и веројатно како држава. Тоа е нашата судбина и само ние им го дадовме тоа што го бараа. И јас во тука ти дојде идејата за да се направиш еден таков проект. Пошто ја почувствува енергијата на луѓето што сакаат. Сватив дека сите уствари ние пејачи, да речеме, имаме во својот репертоар по некоја таква, нели, родолюбна песна, без разлика забавни, народни. И сватив дека тоа би било бомбастично, односно би било ептин, голема експлозија кога го направиме заеднички. Но навистина успеа. Па, ние не знаевме, јас знаев, ја чувствував енергијата, ама не можев да гарантирам дека така ќе помине. Да, знаев дека го сакаа тоа, дека тоа е потребно во тој момент, но бев сигурна дека ако дојдеме со многу колеги, ако тоа го направиме сите заедно, дека уште повеќе ќе се дигне. И успеа, драго ми е што е така. Има некои најави за ново некое продолжување на проектот? Да, еве можам да најавам дека веќе, иако ќе имаме официјална пресконференција, дека се спремаме за голем концерт во една од големите сали во Скопје, заедно со колегите. Македонија во срцете носиме, со оние веќе родолюбни песни, но овој пат ќе додадеме и нешто сосема ново. Дали истите останувате, бидејќи јас кога зборував и со Миле во едно интервју исто, нели, за Кафе Муабети, вака нешто што ми падна мене на ум како идеја, еве и тебе сега ќе ти го кажам, во разговорот, бидејќи, нели, добро е да бидат застапени поразлични артисти, или да не бидат се едни исти. Сега не знам, можеби сте имале, нели, комуникација со други, можеби не сакале, но чисто вака моја идеја, знаете како, за да има некој, да имаат повеќе можности други да се представат, па да биде тоа поразлично, барем така нешто мене ми паѓа. Па да, затоа велам ќе имаме и пресконференција на која што ќе кажеме сите можеби новитети кои што ќе се случат. Да, ќе имаме и нови учесници, ќе имаме и малку поразлични песни, освен од тие што веќе ги знаат, значи ќе го зголемиме концертот за уште 7 до 8 композиции. Ќе има и нови ликови кои што ќе ни се приклучат. До сега, да, сме имали случаеви кога не одбивале, односно не се пронаоѓаат во оваа приказна, тоа е легитимно, ние не се лутиме и само не може да се каже дека не сме побарале. Да, сме побарале, но и не одбивале. Така процениле во тој даден момент, и веројатно така требало да биде во тој даден момент. Имаше коментари и негативни во однос на проектот, па како се носеше со тоа? Па, што има негативни коментари, значи добро е, значи правиме нешто што се забележува и нормално е да има негативни коментари. Сега, јас разликувам конструктивна критика од критика кажана од инеет или од не знам какви побуди.
Она што е конструктивно и понекогаш логично го земам во предвид, а она што е кажано со тенденција не го земам во предвид. Тврдам дека проектот Македонија во срцето носиме направи нешто што ќе остане за секогаш, нешто што ќе остане запаметено и дека во еден момент прочитав дека сме биле пропаганда. Затоа реков, да. Имаше Нека бидеме македонска пропаганда и дај Боже во Македонија да постојат само македонски пропаганди, затоа што ние со таа пропаганда македонска сееме семе кое што ќе расте во новите генерации, како што тоа го правеле пред нас нашите доајени колеги и затоа ние денес свесно ја сакаме оваа земја. Бојана, кој е твоето мислење за состојбата на македонската музичка сцена, еве поконкретно во поп музиката, бидејќи ни пливаш во тие води ти со она што го работиш? Некако ми се чини како да еве некое време завладеа една трендовска музика. Не слушам нова музика, Вики, иди што не знам. Некако не се прават песни како што беа на времето. Еве твоите од Макфест, така е. Други од Макфест што на вистина еве од Тамара, од Лидија Кочовска, од Тања, од има многу и пред нас. Има да ги споменеме Олгица многу, Христоска и ред други, значи веќе многу ретко излегуваат некои такви на вистина песни со како да кажам со живи инструменти, со мелодија. Ете така со мелодија. Со текст. Со текст. Го разбираме. Да го разбираме. Така е. Што мислиш ти за оваа нова трендовска музика? Јас, новата генерална трендовска музика е нешто што не можам да го одминам, нели, го сум го слушнала, го следам, го пратам, но не ми е блиско. Значи, јас се уште сметам дека музиката треба да има мелодија, текст, и тој текст да има дикција додека се пее. Ќе ме наречете конзервативна, можеби ќе ме наречете старомодна, но се уште верувам дека емоцијата во една песна се носи на правиот начин ако ние ја разбереме и можеме да ја отсвириме во живо. Немам ништо против секоја генерација да има своји трендови и тоа е толку природно и нормално, но во свет каде што владее AI и во свет каде што секој може да симне семплови од интернет и може да има студио во својата соба, уметноста не е така едноставна работа. Не можете да направите уметничко дело, а да може секој да го направи. Значи, тогаш тоа не е уметност. Така е, ако секој може да го симне, ако секој може дома да седне и да микса и да прави и да смисли песна или пак текст, значи тоа веќе не е уметност. Веќе премногу, јас го велам тоа како штанцање, се губи душата на музиката и пошто сум оптимист по природа, цел живот, сметам дека тоа е некој тренд кој што ќе заврши и праксата го покажала тоа поради фактот што не знам дали си забележала или забележале гледачите дека на сите живи свирки секаде, дали е забавна, народна, било каква, секогаш се враќаат на старите песни. Точно така, да. Значи, тоа покажува нешто, тоа покажува дека ни треба таквата музика назад. Се разбира, isproducirana во ново време, но ни требаат мелодии, ни треба емоција, ни треба текст и ни треба дикција во текстот. Да се надеваме ајде дека ќе се сменат нештата, дека ќе се прават убави песни како никогаш кои што ќе останат да се пеат понатаму, нели? Ќе има, сигурно има многу талентирани. талентирани. Овие млади како твоите што ќе ги пеат во иднина кога ќе порастат. Веќе мислам дека има многу млади талентирани. Имаме, да, секако пеачи дека имаме, и пеачки и млади композитори кои што, нели, завршуваат и факултети, учат и работат и ја имаат, нели, основата баш по редот на нештата и мислам дека само треба да им се даде повеќе простор и да се мотивираат во таа насока да творат и да создаваат. Ние мораме да направиме простор за македонската музика. Не само за мене, јас сум веќе изградена, јас сум веќе, нели, промовирана и ние не можеме да чекаме нашите деца и таленти да одат надвор по соседството да се пробиваат и да пеат на друг јазик. Ние треба дома да им дадеме простор, тие да можат да творат и да ги мотивираме, вака ги демотивираме.
Че ние мора сериозно да размислиме за застапеност на македонската генерално продукција на нашите медиуми. Социјалните медиуми се во ред, како алатки, но се уште приматот во медиумите го имаат телевизиите и треба сериозно со закони да се размисли каде е македонската продукција генерално, не само музика, играни серии, Така, визови. да, општо да говориме, да. Сега славевме ден на македонскиот јазик, нели? Така е. Дали разбираме колку сме обкружени со се останато освен со македонскиот јазик? Све има, само нема македонски јазик. Така да, џабе ќе славиме ние ден на македонскиот јазик ако не го чуваме и не го заштитуваме. Тоа е моја препорака. Така. Бојана, твојата убавина е, како да кажам, сега кога те видов, ти реков сега ме потсети на Amy Winehouse. А генерација сме, бевме. Бог да прости. Така, значи, се обидуваш да менуваш стилови, се менуваш, меѓутоа убавината твоја останува секогаш и Благодарам, Вики. не ти имам видено долго време, бака, нели? Да, не си во живо имаме не сме видено. се виделе. Меѓутоа навистина си преубава една дама. Благодарам, Вики. Кажи ми како се грижиш за себе. Знаеме дека денес нели актуелно е со овие естетски корекции сите Така да се менуваме. Така е. Колку што можам да забележам, немаш нешто драстично, нешто направено Не. за да ти го смени личниот опис. Јас ги поддржувам естетските корекции, поддржувам се што ќе ве направи среќни, но не поддржувам драстично менување на својот лик. Тогаш веќе имате друг психички проблем ако вие не сакате да бидете вие. И јас немам совршен профил. Можеби немам ни совршени, не знам, раце или пак колкови или пак стомак. Но секој од нас е посебна индивидуа. Специфичен така со сето она што го носи на себе. Точно. Сме посебни. Да. Старењето можеме да го успориме, можеме да се негуваме, но тоа не значи дека ние треба да станеме восочни фигури. На жената од Бога е дадено дека треба да биде убава, нели, да се грижи за себе, да биде поубавиот пол, но она што стана како некаков тренд дека треба да имаме сите исти носеви, сите исти усти, сите да исти наликуваме едни веги. на други. Тоа ни го намитна социјалните мрежи, тоа ни го намитна безпрекурните фотографии со милион филтри и веќе се чувствуваме изфрустрирано на моменти дека не сме толку совршени. Најважно кај една дама и најважно кај една личност да биде убава е да се сака себе си. Сакајте се себе си. Сакајте се таква каква што сте и модифицирајте. Ма сакајте се. Не си дозволувајте лошо друштво околу себе. Не си дозволувајте токсично друштво. Не си дозволувајте луѓе што ви ја цицаат енергијата, за да ве неете. Кога ќе смените средината, ќе видите со луѓе кои што ве сакаат, ве поддржуваат, се поддржувате, си делите позитивна енергија, тогаш и вие поинаку ќе изгледате. Барем тоа е мојата некоја формула. Бегам од токсични луѓе и средини. Сега што да те прашам, многу е важно нели за кога нели еден дали е машко или женско се занимава со некоја нели од овие професии, артист, уметник, пеач, да има поддршка од некои луѓе што ќе му бидат, како да кажам, по соработки, некои поддршка за облека, било што нели. Да. Имаше ти соработка со Ивана Кнез, дали се уште имаш? Навистина имаше убави изданија, не Така е. Не, моментално не соработуваме, иако имавме навистина одлични. Но колку значи за еден артист да има такви соработки? Па многу е важно да имате костимограф, да имате луѓе кои што ќе мислат на вашиот изглед, ќе мислат на вашиот настап. Во Македонија имаме, ама и немаме комплетно. Затоа мора да компензираш со тоа што сам си го изградил како стил. Има прекрасни модни дизајнери, со тоа што треба да го одберете правиот кој што ќе ви го погоди карактерот. Затоа што не може секој модел и секој стил да ве Така е, да. Да ви се уклопи. Значи јас имам дизајнери во Македонија кои што ги почитувам и кои што многу ми се допаѓаат. Но тоа не сум јас. Ама не, кога ќе го облечете на себе, не сте. Кога ќе го видам на некоја јавна личност ми е прекрасно, ама не сме исто. Немаме иста енергија, немаме исто тело. Добро, значи имаш нешто свое што сакаш. Да, за мене женственоста е нешто што треба секоја жена да се повика на тоа
Јас сум тип кој што смета дека секоја жена треба да истакнува својата женственост и дека не треба да бегаме од таа женственост, иако модата не ни е баш многу наклонета како тренд, нели, се е комфорно, све е широко, све е лабаво, цело време сме во патики и тоа е супер. Ама мислам дека треба да се вратиме малку и на оној леди фазон. Како успеваш да бидеш толку убава? Вики, Како се грижиш толку за да бидеш толку убава? Што правиш? Значи, имаш некои посебни третмани, одиш на некои... Не, ќе ти кажам, немам, не кријам ништо. Значи, јас правам еднаш во месецот класичен третман на лицето, чистење, затоа што ставам шминки, па имам така комбинирана кожа, па ми се создаваат проблеми. Имаш и ти, ајде, знаеш. Професија со многу шминки. Така е. Ставам креми кои што ги користам 15 години. Еуцерин, ќе ги кажам, не се нешто прескапи, не се нешто недостапни. Така, да. Мојата уста е направена пред многу години и јас веќе не ни додавам затоа што сметам дека тоа е доволно што треба да го направам. Тоа е сосем коректно. Така е, од естетските, да речеме, некои корекции што сум ги направила на себе. И добар сон. Добар сон и среќна околина. Бегајте луѓе од токсичната околина. Немојте да ве трујат, немојте да ве осетите ли дека некој тенденциозно сака да ве дестимулира во тоа што го работите, партнер ли, друштво ли, пријател ли, бегајте од токсична средина. Јас на вистина имам голем круг на познаници, пријатели, но мал круг на вистински другарки, другари, тие кои што ме познаваат и со нив делам некои работи, ама никој пат не сум почувствувала дека сакаат да ме спуштат. Може да ме искритикуваат. Бегајте од токсична средина и тука ќе процветате. Така барем јас мојата енергија си ја штитам. Кој ти бил најсреќниот, а кој ти бил најтешкиот период во животот? Најсреќниот ми беше кога ги родив децата, се разбира, претходно ми беше кога стапнав на сцената, а најтешкиот период во мојот живот беше оној период кога се борев сама со себе околу некои животни одлуки во однос на почетокот на врската со мојот сопруг. Да. Тука имаше многу малограѓански коментари од околината, зборувам генерално. Како и секогаш, нели? За се. И тука многу пати се приспитав себе си околу мојата одлука, околу љубовта, околу дали е тоа така или не е така, и тоа ми беше можеби еден од потешките периоди во животот, кога сум била баш онака нападната лично, на лична основа, и ама и тоа е позади мене. Така, ама ти си една стварно силна, една решителна, една храбра. Не знам, барем така јас те доживувам, не се знаеме многу, меѓутоа јас сум таква личност кога јас ги наблюдувам луѓето и ги анализирам без разлика, или дали да не си девица. Не сум девица, стрелец сум. Стрелец и супер. Имам обичај така да си ги анализирам луѓето од јавноста, за еве, нели, кога ќе дојде ред да си помуабетиме па. Навистина, јас сум човек кој што, например, некои работи не убави во животот и ги заборавам. Ама ако не си била таква, немало да бидеш ова што си денес. Јас, затоа велам, не дека лесно преживувам се во животот што ми се случува. Ама знаеш да се износиш, да го износиш тој, да се избориш со тоа. Тешко ми е 3 дена. 3 дена ќе направам буквално анализа од сите можни јагли и јас 4-тиот ден барам решение. И веќе не размислувам. Веројатно, тоа исфрлање на неубавите нешта и заборавање на тоа што е во минатото ми помага да отварам нови хоризонти. И затоа не ми тежат многу работи, не ги носам како товар. Се учам да не влечкам стари работи во иднината. И знаете како, не можете да го промените тоа. Ништо не можете да промените, можете да промените тоа што е пред вас. Односно да го обликувате тоа што е пред вас. Така, барем така јас се движам во мојот живот. Сакав уште да прашам нешто околу тоа што кажа дека доаѓаш, нели, од продукцијата, дека спремате нешто, меѓутоа дали има нешто ново на музички план и кога можеме да очекуваме, особено што кажа, нели, за концертот во Македонија, во срцето на осемина. Па јас веќе се спремам за промовирање на моја нова композиција, за која што веќе го снимав видеото. Кога се слушнавме Дариче дека снимаш нешто? Бев во Тирана да снимаме видео заедно со екипата од кај мене од продукција.
Имаме една нова песна која што ја напиша Александар Тарабунов заедно со Димитар Андоновски, моите добри другари пред се познаваме приватно многу добро и направивме една песна која што е темпераментна, брза, интересна, женска тематика е и мислам дека е погодна за овој следниот период. Иако во најава можам да кажам дека и за тоа ќе ве поканам на пресконференција, ќе спремам еден проект кој што пред се го правам за своја душа. Ќе го правам на некој начин како еден убав експеримент, кој што досега не сум се осмелила да го направам, ќе биде со песни кои што ни ги остави, а не се испромовирани, еден наш голем композитор кој што повеќе не е меѓу нас, живите, и ќе го работам во еден сосема поинаков манир, аранжмански, и ќе звучи многу поразлично од се што денес сум работела. Но се уште ми е таа идеја во создавање, иако ја прибирам екипата, и не знам дали ќе успее, не знам дали ќе помине, ама мене ми причинува задоволство и мислам дека ќе бидат една димензија која што ја криев долго во мене. Дали оваа Бојана, односно дали девојчето Бојана е задоволна од оваа Бојана што е денес? Девојчето мало на Бојана, како сега твоја искра што е? Да. Тоа девојче што мечтаело, нели, да Така е. стане некогаш во животот, како за крај. Секој пат, Вики, кога ќе застанам на концертната сцена, мојата концертна сцена, се потсетувам на Бојана која што стоеше пред огледалото кај баба и во кујната со четката за фенирање на мајка и замислуваше дека пее пред многу голема публика. И секој пат тоа мало дете што го гледам сега од страна излегува на таа сцена заедно со мене и е среќно. Стварно е така. Ти благодарам многу, значи мисијата на таа мало девојче Бојана е исполнета. Се надевам дека понатаму ќе ја плетеш приказната, ќе ја ткаеш со сето она што ќе го твориш, со сите оние твои желби, замисли за проекти, ете најави многу убави работи. И ти благодарам многу навистина уживо во разговорот, иако така навистина спонтано ни течеше муабетот и мислам дека навистина еве и ти си задоволна од она што го имавме како разговор. Секако дека сме тука секогаш ве следиме сите вас кои што еве сте дел од музичката сцена, гледаме секогаш да информираме за вас како на порталот, така еве во овие разговори и се што треба како информација во однос на она ќе го проследиме, едва чекаме да видиме што ќе ни понуди Бојана во блиска иднина. Вики, ти благодарам пред се на ова едно од поубавите интервјуа во мојот живот, затоа што еве и на таа тема често пати новинарите, оние кои што функционираат, не се така спремни како тебе денеска. Ти благодарам што ја следиш мојата кариера, јас ќе се трудам да бидам сето она што денеска го кажа како комплимент за мене. Ти благодарам. Ти благодарам јас тебе, Бојана. Ти посакувам само убави работи, убави ништа да се случуваат. А ние повторно ќе се видиме за некој друг кафе муабет. Со задоволство.